Разочарани од досегашните бројни неисполнети ветувања дадени од министерот Хоџа и од премиерот Заев, а уверени дека без замин од лидерот на ДУИ, Али Ахмети, не може да помине ниту една одлука на владата, македонските тутунари преку отворено писмо бараат спас лично од него, но и од првиот вице-премиер Артан Груби. Велат, Ахмети бил 20 години во власта, но ниту еднаш не се заложил за решавање на било кој реален проблем на граѓаните, туку дека сите албанци ги држал на национализам. Али Ахмети е во власта 20 години. Знаеме дека ни една одлука без него не поминува, а тој ги држи сите албанци само на национализам. Никогаш збор не кажал за земјоделците, за тутунарите. Писмото ни е со таа намена, да се освестат и луѓето што го гласаат, дека само на национална основа добива во државава, а никогаш реални проблеми не ставил на маса да се решаваат. Али Ахмети 20 години го замајува албанскиот гласач. Ни изјави за Алфа Игор Мирчевски од иницијативниот одбор на незадоволните тутунари, објаснувајќи дека повеќе нема да дава тонски изјави пред се заради веќе се поочигледното неединство помеѓу тутунарите. Од иницијативниот одбор се убедени дека доколку лидерот на ДУИ се заземил за решавањето на нивните проблеми, резултатите сигурно ќе бидат постигнати. Ова уште повеќе што општина Долнени, која е и најголем производител на тутун во државава, е под капата на ДУИ. Во меѓувреме, министерот Хоџа за среда им закажал нова средба на тутунарите со откупувачите, но членовите на иницијативниот одбор се поделени и по однос на ова, бидејќи убедени се дека новите средби биле само купување на време, оти откупот на тутунот завршува за 1 месец. Затоа, како што појасни Мирчевски, сега последна и единствена надеж за годинашниот род да не оди целосно курбан им бил Али Ахмети, заедно со неговиот сопартиец Артан Груби, кој пак е и прв заменик на Заев.